пратеник професор Снопче, во вашиот говор истакнавте дека е добро што се воведува еколошки автобус и дека сите сме за тоа. Тоа е точно. Но ова што ни го нудат како решение не е решавање на еколошки проблем. Не значи вие ако воведете еколошки брз автобус, дека ќе го решите загадувањето во Скопје во однос на сообраќајот. Прво и основно, во однос на овој немаме еколошка студија, за да можеме да ги согледаме сите аспекти на вака понуденото решение. Нормално, лаик човек кој ќе слушне брз еколошки автобуски превоз, првата асоциација е дека вие нешто добивате бенефит од овие 70 милиони евра, односно добивате значаен удел позитивен во екологијата. Тоа е точно во однос на автобусите. Меѓутоа, вака понуденото решение, деловно дискутирав во мојата дискусија, не нуди еколошко решение на сообраќајот. Зошто го велам тоа? Затоа што линијата Ѓорче Петров, Лисиче, ви се одвива по 3 коловозни ленти, генерално, и ако една коловозна лента ја пренамените исклучиво за автобуси, а тоа го нуди проектот, значи, да објаснам за граѓаните, автобуската линија ќе биде бетонирана, односно, само автобуси ќе влегуваат во таа линија. Тоа значи голем притисок на останатите 2 коловозни линии. Големиот притисок врз останатите коловозни ленти, посебно кај раскрсниците, ќе создаде хаос, огромен застој, кој ќе предизвикува дополнителни емисии на СО2, особено од споредните улици. Понатаму, централното градско подрачје ви се одвива во моментот по 2 коловозни линии. Ако една затворите, таман работа во центар на Скопје да имате решение, сообраќајот со возил да ви се одвива по една сообраќајна лента. Тоа по автоматизам е невозможно. Го видел тоа предлагачот и што нуди делот на рекорд да биде пешачка зона и автобуси. Невидено решение. Катастрофа. Такво нешто, едно ќе го, реков, успори брзиот автобус, второ, директно ќе имате, ајде сега ќе карикирам, мајка со количка и автобус во иста позиција. Каде е тука екологијата, не ми е јасно. Понатаму, втората линија, Бутел центар, во делот на Чаир, Цветар Димов, моментот ви се одвива сообраќајот во 2 коловозни ленти во еден правец. Морате или да изградате подвожњак, или надвожњак, или да го проширите булеварот, за да воспоставите 3-та коловозна лента. Во моментот таму е хаос, кога и да поминете. Џабе е за обиколницата која ќе избегнете поради овој застој кај Цветан Димов. Џабе ќе ви биде и сообраќајното решение брз автобуски превоз. Уште немате решение за тој проблем. И сосема е различно решавањето на екологијата во однос на сообраќајот и воведувањето на брзиот автобуски превоз. И не дај Боже, ако посегнат по зеленилото помеѓу булеварите. Тоа е најголемото богатство што може да му се случи на еден булевар, годината да има зеленило. Ако сега го тоа поништите на Партизанска во аеродром во Бутел, знаете што ќе добиете? Огромен простор, 80-100 метри, без ниту едно растение, и тоа ви е катастрофа во однос на екологијата. Во однос на загревањето на таа точка, автоматски добивате прегреана точка. Таман работа, ако удрат по зеленилото, а верувам дека дел обавезно ќе се поништи, затоа што треба да бидат изградени постројки, а ако удрат по целото зеленило, тоа е невероватен
еколошки проект. Како и да ја вртете работата, не е средена, не е осмислена, центарот и сите критични точки ќе останат проблематични и воопшто не добиваме решение за сообраќајот како еколог. Благодарам. Се надевам дека само да објаснив нешто што може да ги избунува граѓаните. Благодарам. Контрреплика, пратеникот Халил Снопчев. Fine, David. Ви благодарам.